Ловечкиот испит нема да се полага само во Скопје, ќе се полага и во внатрешноста на државата во местата од каде потекнуваат кандидатите за ловџии. Вака истакна министерот за земјоделство Љупче Николовски, кој на членовите на ловните друштва од Струмичко им соопшти дека постапката е поедноставена и олеснета во функција на развој на ловството во Македонија. Крајот на летото овозможуваме за околу 2000 апликанти кои што во претходните 2 години аплицираа, но не беше возможено полагањето на ловечкиот испит. Ги помиравме измените на законот за ловство, го укинавме електронското полагање, сега ќе се полага во 2 дела, во еден ист ден и со многу помалку трошоци за оние кои што аплицирале и кои што сакаат да се добијат уверение за положен ловечки испит. Ги поедноставивме процедурите. Цели 2 години беше закочен процесот на полагање ловечки испити, по тегот на Министерството го поздравија членовите на ловните друштва. Тие сметаат дека државата треба да даде поголем фокус на оваа гранка, бидејќи во Европа македонското ловство е последно, без многу инвестиции во делот на ловниот туризам и спортското ловство. Ловството во Македонија е на ниската стапка и можем да кажем дека сме последни во Европа. Многу понапредни се ловечките федерации, ловечките друштва и воопшто ловство во соседна Бугарија и Србија. До сега никој не водеше сметка ниту за ловечките друштва, ниту за ловечката федерација. Можем да кажеме од денес да им пратиме порака од Струмица заедно со министрот дека за ловечките друштва и ловечката федерација ќе има подобри денови. Од Министерството за земјоделство информира дека годинава буџетот за ловство е 7 пати поголем од лани, а до година средствата ќе бидат уште поголеми со поддршка на Европската унија. Тоа се прави се со цел Македонија да стане препознатлива по организираниот лов, но и развиениот ловен туризам.